Општина Куманово ги известува граѓаните дека врз основа на дописот од јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Куманово, водата од чешмите во село Проевце Големче по направените анализи не е безбедна за пиење. Согласно Националната програма за јавно здравје на Македонија за 2024 година, со цел да се согледа здравствената исправност на јавните чешми во село Проевце, земени се примероци за лабораториска анализа во Центарот за јавно здравје Куманово на 19 август годинава. По добиените резултати од 22 август годинава, констатирано е дека водата е неисправна за пиење заради присуство на бактерија. Водата да не се консумира за пиење се додека немаме негативен резултат, апелираат од Центарот за јавно здравје Куманово. Во просториите на општина Куманово денеска се одржа состанок на локалниот совет за превенција на кој се разговараше за актуелната состојба со пожарите. На состанокот присуствуваа председателката на советот Ивана Ѓоргиевска, представници на СВР Куманово, територијалната противпожарна единица, обвинителството, пратеници, советници. Членовите на локалниот совет за превенција врз основа на податоците што беа презентирани од надлежните се согласија дека причина за најголемиот дел од пожарите на отворен простор се намерно и свесно предизвикани од човечки фактор, а дел од пожарите настанале заради спојување на електрични жици или пак неисправна електрична инсталација. Територијалната противпожарна единица Куманово од почетокот на годинава досега интервенирала на 390 пожари. Присутните заклучија дека треба да се апелира до ЕВН, до Јавното претпријатие за државни патишта, Јавното претпријатие Македонски железници во иднина да преземат превентивни мерки, односно да се изврши замена на застарената електрична инфраструктура, да се расчисти ниската вегетација покрај патиштата и железничките пруги со цел намалување на опасноста од можни пожари во иднина. МВР да испраќа позачестени контроли на терен во време на летниот период, да се продолжи со кампањата за развивање на повисока свест меѓу населението, да се почитуваат мерките на предпазливост и да се казнуваат сторителите за кои што истражните органи имаат докази. Началник инсистираше да се одржи ваков совет од причини што зачестените пожари на подрачје на град Куманово, иако напорно се работеше заедно со противпожарна единица и шумска полиција, упорно работевме и самите подружница во Куманово што е за шуми. Заедно со нив на сите локации во општина Куманово и општина Липково се обидовме масовно да реагираме во сите населени места и наши околински села, планини со делење на флаери, пропаганден материјал, лепење, известување, одржување на состаноци за да се спречи пожарите, но се гледа дека суштина е човечкиот фактор. Сметаме дека тоа е намерно предизвикување на пожар за да подоцна се на некој начин користи граѓани. Апелираме, началник ми кажа за оваа тема, инсистира во целосно да може да не ги откупуваат пожарените дрвја, да не ги откупуваат приватници, туку тоа ако е во можност да се некако промени и да го изимат или македонски шуми, па поточно тие да ги продават, или било кој начин и метод да се изнајде за да не бидат во интерес на граѓаните и затоа да не предизвикуваат пожари. Суштински, ние целта таа, бидејќи сметаме дека секаде каде што излегува пожари, тоа се претежно планински делови, каде има бор или даб, значи буквално каде може да се користи за огревно дрво или пелети. Во принцип, пожарите што се случија оваа сезона, јули-август, се претежно пожари на отворен простор, каде се работи за ниска вегетација, деградирана шума, грмушки се повеќе, колку што ја знам. Деградирана шума, што ја викаат, меѓутоа со голем интензитет на горење, каде има зафатено и повеќе објекти. Факт е што каже колешка, дека човечкиот фактор е еден од главни причинители за пожар, меѓутоа морам да напоменам дека во добар дел и електрична енергија, струја. Тоа упорно, како некој да сака да го избегне, меѓутоа тоа е факт. Особено во делот селата Белјаков се, Довезен се, Клечов се, Зубов се,
па и ово последниот што беше поголем, кршење кокошиње. Бидејќи бев таму на интервенција, во разговор со мештаните тврдат дека од спојна жици започнал пожар. До сега, од почеток на година до сега, само за јули и август имаме 167 интервенции на отворен простор. Во рамките на проектот Комфорт зона за жени пред 2 години беше отворено советувалиште за жртви на родово базирано и семејно насилство по завршувањето на јавниот повик за финансирање на проекти преку регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2. Програмата е финансирана од Европската унија, спроведена од UNDP и општина Куманово. Повикот беше реализиран согласно програмата на секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција, стратешко планирање, креирање политики и ЛЕР при општина Куманово за 2022 година. Ова советувалиште продолжи да функционира и во наредниот период 2023 и 2024 година со финансиска поддршка на општината преку програмата на секторот за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Советувалиштето обезбедува специјализирани услуги за советување при остварување на социјални права, правна помош, психолошко и кариерно советување. Сите кои што имаат потреба од услугите на ова советувалиште може да се јават на бројот 031 524 060. Министерството за социјална политика, демографија и млади соопштува дека согласно со Законот за празниците на Македонија 28 август среда, успение на Пресвета Богородица, односно Голема Богородица, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед во Република Северна Македонија. По повод предстојниот празник Успение на Пресвета Богородица, хуманитарната организација Крепост ќе подели 30 пакети за социјално загрозените семејства од Куманово, Кратово и Крива Паланка. Ова здружение, кое е формирано да им помага на ранливите категории граѓани изминатите години, континуирано донираше по повод поголемите верски празници, но и во чест на новогодишните празници и пред почетокот на учебната година. Хуманата мисија на Крепост продолжува и во иднина. Археологот Дејан Ѓоргиевски од Музеј Куманово имаше еднонеделна студиска посета на локалитетите кои представуваат македонски центри на Егејскиот брег. Во рамките на проектот Хеленистичкиот период во Кумановско, влијанието од егејските македонски центри, Ѓоргиевски ги посети локалитетите кои важеле за најразвиени градови од периодот после смртта на Александар III Македонски. Биле посетени Пела, Вергина, Олинд, како и Пидна и Дион, заедно со новоотворените музеи и локации. Главна цел, како што истакна кумановскиот археолог, е запознавањето и компарацијата на движниот и недвижниот материјал, која ќе се користи при обработката на податоците кои се добиени со истражувањата на локалитетот Градиште во Младо на Горичане. Како напомена, на врвот на локалитетот е откриена градба која веројатно имала улога на палата, а која во голема мера го следи планот на богатите македонски куќи од хеленистичкиот период, како во основата, така и во внатрешната декорација. Она што е карактеристично за дел од богатите куќи од Пела е токму полихрониот боен малтер, кој што е најден и на нашиот локалитет во неколку простории од палатата и со тоа представува најсеверна точка на негова употреба во посочениот период, изјави Ѓоргиевски. За време на посетата, како што истакна тој, биле увидени и други сличности, како преку движниот материјал, така и преку очигледниот трансфер на знаења од југ кон север. Останува за натаму да се протолкува начинот на кој што е вршен овој трансфер, односно дали тоа е резултат на македонските освојувања кон север, дарданските освојувања кон југ или се работи за проток на луѓе како резултат на трговските врски, појаснува Ѓоргиевски. Обидот хронолошки и културолошки да се определи локалитетот преку меѓународната соработка, додава Ѓоргиевски, се одвива во неколку фази. Направена е соработка и размена на материјал и мислења како со грчките колеги, така и со српските истражувачи. Како резултат, веќе е во подготовка заеднички материјал за публицирање, а во контекст на понатамошното заедничко представување, веќе аплициравме за подготовки на виртуелни изложби и дигитализација на ископаниот материјал, потенцираше археологот.
Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје во изминатите денови испратило сеопфатни барања за подобрување на студентскиот стандард до Министерството за образование и наука. Собранието бара од МОН измена на правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри. Целта е да се овозможи и студентите што се на интегрирани студии од 3+2 години да имаат право да аплицираат за стипендии во втор циклус на студии. Со сегашниот правилник право на стипендирање имаат само студентите што завршиле 4 години на додипломски студии, посочуваат тие. Исто така студентите бараат и усвојување на закон за младински стандард, поточно да се поднесе предлог иницијатива за усвојување на веќе планираниот закон за младински стандард, особено за делот на студентското и средношколско сместување и потребата од подобрување на условите во истите за помош на сите млади лица во нашата земја. Дополнително од Универзитетското студентско собрание бараат и продолжување на рокот за аплицирање на повикот за субвенциониран студентски оброк. Се интензивираат активностите за отпочнување на проектот за автоматизација на терминалите на граничните премини и реконструкција на граничниот премин Делчево со грант од Европската Унија во висина од 4,2 милиони евра. Во првата фаза ќе се работи на автоматизација на терминалите и поврзување со новиот систем за видеонадзор. Ова вклучува целосна замена на постоечките ваги со нови дигитални ваги, како и замена на постоечките рампи со нови автоматизирани рампи. Во рамки на Царинската управа на највисоко ниво беа презентирани во детали функциите на системот, но и надлежностите на вработените во однос на нивната одговорност. Со ова значително ќе се забрза транспортот и ќе се олесни трговијата, особено на најфреквентните гранични царински терминали каде се вагаат и до 500 камиони дневно, беше истакнато при презентација на поволностите на системот. Системот во иднина ќе се поврзе и со останатите системи на Царинската управа, што дополнително ќе влијае на олеснување и забрзување на царинските формалности, а разговарано е податоците од истиот да може да ги гледа и МВР, а се со цел заедничко делување во борбата со криминалот и корупцијата.